Јавност. На почетокот на говорот важно е да се истакне зашто е важно да се носат закони кои што ја обработуваат оваа регулатива со цел да им се помогне непосредно на луѓето, земајќи ја во обзир суштината и на организациите од ваков карактер, односно на организациите од локален карактер кои што го уредуваат и имаат можност одблиску да му помагаат на човекот во неговото живење. Важно е многу овој закон да биде правилно концепиран, за да може да ги испорача правилните решенија, затоа што како што можеме да видиме дека има огромна дискрепанца помеѓу 8-те плански региони во оваа држава и се што треба ова законско решение да ја испорача е да испорача решенија кои што ќе ја променат сликата во разликата на сегашните региони кои што постојат во Република Македонија. Би сакал да прочитам неколку податоци кои што ги најдов од Државниот завод за статистика, односно мала споредба помеѓу 8-те плански региони во државата, па така може да се види дека луѓето во Скопскиот регион имаат за околу 150 евра повисока просечна плата од оние од североисточниот регион во државата. Бруто домашниот производ по глава на жители е за речиси 5000 евра повисоко во Скопскиот во споредба со Полошкиот регион. Во североисточниот има најголема невработеност и најмногу приматели на социјална помош. Највисока плата има во Скопскиот регион, најнизок стандард има во Полошкиот. А најголема невработеност пак го мачи североисточниот регион, како што кажав, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Има длабок јас помеѓу овие 8 региони и токму, како што кажав, ова законско решение треба да има суштина, треба да има одговор како овој јас да биде намален. Во Скопскиот регион просечната плата по вработен е поголема од републичкиот просек и изнесува околу 28.872 денари. Најниската просечна плата пак е забележена во североисточниот регион, каде има и најголема невработеност. Во овој регион просечната плата е 19.761 динар, што значи дека разликата во најплатениот и најслабо платениот регион во државата изнесува 150 евра. Сега замислете, во држава со големина како нашата, колку изнесува на таква географска раздалечина 150 евра разлика во просечната плата. Она што е важно е дека оно 1% од БДП кој што треба да го инвестира државата во равномерен регионален развој кој што е во законов, до сега ниту една влада го нема постигнато и тука ние не се абстрахираме од одговорност апсолутно. Односно и сегашнава влада се повикува на различни податоци, на различни институции кои инвестираат во капитални проекти, а тоа некако се смета дека се потрошени за оваа намена. Но она што е важно е дека од овој 1% кој што е предвиден, само 10% се трошат за намалување на јазот помеѓу овие региони. Граѓаните на Полошкиот регион имаат најнизок стандард. Таму бруто домашниот производ изнесува 2420 евра по жител, што е речиси половина помалку од БДП по глава на жител на ниво на држава. Под државниот просек се уште е југозападниот, источниот и североисточниот регион. Во Скопскиот регион па бруто домашниот производ по жител изнесува околу 7300 евра, што е речиси за 5000 евра повеќе во споредба со Полошкиот. Во Скопскиот регион во 2018 година има повеќе инвестиции, додека во Полошкиот имаме па едно 10 пати помалку во приватни правни субјекти. Во североисточниот регион кој ги опфаќа Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковци и Старо Нагоричане, невработеноста е најголема и изнесува 33%. Со висока невработеност е Полошкиот со 28,5, потоа југозападниот со 24,4. Североисточниот, освен што се карактеризира со најниска просечна плата и највисока невработеност, има и најмногу корисници на социјална помош. Она што е исто така суштина е дека овој закон не смееше да биде со европско знаменце, заради тоа што ја скратува можноста за дебата. Ние требаше за овој закон да отвориме широка дебата, каде што ќе можевме да ги вклучиме сите оние луѓе кои што сакаат да дадат одредено мислење, одредени препораки,
кои што потоа ќе можеме да ги внесеме во суштина, да ги преточиме во закон и да дадеме одговор на огромната дискрепанца помеѓу овие 8 региони. Еве да видиме во буџетот за оваа година, некој од претходните дискутанти тоа го спомна, во владината програма МВ, регионален развој, ставката е намалена за 68,28%. Не можете вие да велите дека сакате да инвестирате во рамномерен регионален развој, а при тоа да намалувате ставката која што е суштина на ова за 68%. Што значи дека ние и до година нема да го постигнеме ефектот и до година нашите региони, нашите 8 региони ќе бидат со невидени разлики помеѓу нив. Она што би сакал да го искоментирам е анализата во членот поранешен 29, а сега член 37 поново. Во членот 29 вели вака: распределбата на средствата била 70% за проекти на планскиот регион, 20% за подрачја со специфични потреби и 10% за развој на села. Сега, членот 37 вели вака: 60% за финансирање на проекти од плански регион. Значи 10% помалку отколку стариот и се уште актуелен член. Понатаму вели број 2: 20% за финансирање на проекти за урбани подрачја и одржлив урбан развој. Број 3: 10% за подрачја со специфични потреби, значи намалено од претходниот закон, и уште 10% развој на села. Вака се. Скопје, да речеме, како најразвиен регион, би рекле, најзастапено во Скопје е она урбано подрачје, кој согласно моите уверувања е одреден превес, преку кој што ќе може да се пласираат одредени работи на општини кои што можеби владеачката номенклатура има непосакувани резултати во изминатиот период. Наместо ние да гледаме и да се трудиме овие 8 региони да ги приближуваме, кои што се можеби 50 на 100 километри различно еден од друг, а кои што имаат дискрепанца во плата од 150 евра, каде што можеме да приметиме дека еве конкретно општината во која што доаѓам може да се подели на два дела: урбан и рурален. Урбаниот дел на една општина, која што е помала можеби од другите скопски, се соочува со еден вид на проблеми за кои што за руралниот се сосема непознати. Односно, руралниот се соочува со проблеми од суштински карактер, кои што за урбаниот дел се апсолутно непоимливи. Тоа е така и со регионите во државата. Што значи ова урбано подрачје? Ние тоа мораме да го дефинираме. Апсолутно треба да се дефинира за да се свати самата поента на ова. Ние не треба да одвојуваме средства кои што кидат повторно кај оние најразвиените, а нема да ја постигнат суштината за рамномерен развој на регионите во оваа држава. И затоа треба малку посуштински да се пристапи кон овој закон, заради тоа што можеби ако не во Скопје, заради тоа што тоа е град кој што е така регулиран и општините добиваат и голема помош од самиот град, ние имаме останатите, би рекол, 7 региони во оваа држава. Тие бироа за регионален развој им значат поприлично повеќе, поприлично доста, исто како што можеби градот Скопје е важен за општините кои што се во состав на градот Скопје. И ние треба да ги обезбедиме преку ова законско решение максималните услови за реализација и за намалување на дискрепанцата на овие работи. Благодарам.